Štipljani, dobar den narode na Makedonija, dobar den Makedonijo. Sobrani sme vo Štip, ubavi od grad. U Istočna Makedonija imame mnogo ubavi gradovi i ljudje, no za žal vo 33 godini vladenje na zlostorničkih partiji i nimnite kriminalni bandi poполекано sigurno ovije gradovi se uništuvat, narodo se uništuva. Osveštete se narode na Makedonija. Osveštete se zato što na ovije izbori što dođa vo maj 8. treba da im zadademe takov udar na ovije kriminalni politički strukturi ko što oni ga uništija životom. Не плачкаат, осиромашуваат, ние разнебитуваат, уништуваат државата, нашите градови, нашите семејства. Македонија во последните 20 години преку 500.000 луѓе ја имаат напуштено. Повеќето од нив за стално. Јас многу пати разговарам со нив и ги прашувам дали ќе се вратите никогаш. Овие 33 години на владење на криминалци не направија како граѓани не само да ја напуштаме Македонија, туку да го изгубиме осетот за патриотизам, за љубов. Многу луѓе викаат, јас нема да се извинете. Да, ма си извинете. Значи, многу луѓе викаат дека јас не ја сакам мојата држава. Зошто да не ја сакаат својата држава? Затоа што се луѓето доведени на питачки стап, немаат леб да јадат, заминуваат масовно. Протерани се младите и повозрасти кадри, луѓе, фамилии. Значи, ние како демократи мораме сите да се бориме да креираме една врвна економија, врвно здравство, врвно образование, судство, јавно обвинителство. Мораме да работиме и да креираме функционална држава. А како тоа ќе го постигнеме? Ако ги тргнеме една за секогаш овие зласторнички издруженија кои што 33 години владеат, а тоа може да го направиме со пенкало во раце. Да не се продаваме за ништо, да не убедуваат поново да ни доаѓаат поврати или да доаѓаат криминални структури и да ни нудат не знам што и како. Да не лажат. Не се лажете, народе, затоа што ова дојде времето кога мора стварно да ја спасиме Македонија. Ние како демократи понудивме фронт за спас на Македонија, разговаравме со повеќе партии, но не сакаат тие да ја спасат Македонија, не сакаја со нас, не сакаја заедно да креираме еден моќен фронт и да му зададеме моќен удар на криминалните СДС, ДПМН, ДУИ, што јас ги викам на злото на Македонија. Денес нема да зборувам кои се тие, но за брзо време ќе кажам по име и презиме кои се по партии, со кои зборуваме и со кои не прифатија додиме во коалиција за спас на Македонија. Тие луѓе, верувајте ми, мислат само за фотелја и ништо друго. Може цел ден да ве убедува, да ве купува со пари, може и со лажни ветувања дека ќе ве вработи вас, вашите деца. Но тоа го прават 33 години. Еднаш човек купен за пари станува роб и послушник. Многу од вас, од нас, како граѓани, имаат огромно искуство со ова што го кажувам. Не лажат секој ден. Немојте
Народе на Македонија, немојте Штипјани да се лажите за некој да ви ветува нешто или да ви понуди. Кога ќе ви понуди нешто, да знаете тој ве купил. После не барајте помош од тој човек, кој да е и колку да е моќен. Затоа ние демократи се бориме секојдневно. Одиме низ Македонија, отвараме ограноци, штабови. Имаме во Кочани штаб, имаме во Виница, имаме во Радовиш, имаме во Струмица, сега отвараме во Неготино, Велес, Куманово, Битола, Тетово и други градови. Се бориме. Знаете зошто? Јас лично живеев 35 години во Америка. Мене ништо не ми треба. Сакам да видам стрекни луѓе. Доста ми од сиромаштија и луѓе болни, не оболеа и психички, физички, финансиски. Верувајте ми ова што ви го кажувам. Порака до народот на Македонија, до гласачите, да запамтат нешто. Дојде денот кога Македонија мора да ја спасуваме. Ова не е Шведска, Данска, Норвешка. 33 години да владеат злосторнички банди и да не осиромашуваат, да ни ги претворат болниците во мртовечници. Да немате лев да јадите, бе, народе на Македонија. Не ли ви е доволно? Доста. До кога? Јас ли да ве убедувам за кого да гласате? Немам потреба. Јас само ја кажувам вистината. Мора да се здружиме сите, ги повикувам сите граѓани на Македонија, честни, пред се, македонци, албанци, роми, турци, власи, срби, хрвати, бошњаци и сите други македонски граѓани да ни се придружат во фронтот за спас на Македонија. Да, за спас на Македонија, затоа што Македонија ја спасуваме. Мораме да ја спасиме со тоа. Што значи ние самите се спасуваме? Верувајте ми една работа. Имаме подршка од честниот свет. Имаме подршка од многу држави. Многу држави. Како што е Соединетите американски држави. Кажуваат, стават луѓе на црни листи. Амбасадорката вели: граѓани на Македонија, борете се против овој криминал. Не можеме да очекуваме некој да дојде од надвор да се бори за нас. Ние мора да се бориме самите. Имаме подршка од Европа и од други пријателски земји во светот. Каде и да се? Само треба едно да сватиме, да се обединиме, сплотиме, братски, како Тито што викаше братство и единство. Мора да сме заедно сите овие граѓани кои што живеат. Нема тука вера, нација. Сите имаме крв. Сите сме живи луѓе. Добри и честни. Овде што гледам луѓе. Пецете, молам, покажи групата на луѓе да видат. Значи, слободно нека види Македонија. Македонија, народот се буди и ќе му стави крај на злосторниците 33 години што не уништуваат. Народот е моќ. Народот ја дава моќта и ја зема. Верувајте ми, демократски, на избори, со пенкало, демократи ќе водат Македонија. Знаете зошто? Затоа што се честни, хумани луѓе. Бидејќи ние во Македонија немаме хумани луѓе. Имаме криминалци кои што се на власт и кои што не ги интересира ништо за вашите животи, за вашите деца и внуци. Нив ги интересира пари и моќ да фатат позиција. Со сите скоро партии што требаше да разговараме, пак ќе кажам, разговаравме. И ќе објавиме листа, ќе објавиме видеа.
sve ќе објавиме, ќе ги разоткриеме, овие лажни македонски патриоти. Кога викам лажни македонски патриоти, не е зависно од која каде партија. Гледате што ни направиаме народе. Во Македонија како држава треба да има партии на Македонија, на народот, а не ние креираме партии по националност. Имаме 8-9 партии ромски, имаме 30 и повеќе македонски, албански 6-7, имаме боснячки, имаме српски. За кој бре? Само за нив. А ве лажат, не лажат, велат, ние сме македонска партија, ние сме албанска партија, работиме за албанците. Пола албанци млади заминаа во странство. Пола албанци во Тетово, Гостивар и каде живеат повеќе, чај се сиромашни, леп нема да е. Но важно, политичките партии наводно кои што се рекламираат дека ги застапуваат интересите, исто така и за македонските и ромските, уништија све. Само дајте гласови, тогаш ве познаваат, тогаш се љубезни, тогаш ќе ви потфрлат со нешто, дали пари, дали со нешто производ, и ништо од тоа нема. Јас сакам да завршам овој говор краток и јасен. Македонија обстоела со илјадници години и ќе обстои. Македонија е вечна. Македонскиот народ е вечен. И сите други народи и народности се вечни. Братски заедно да се обединиме и да му ставиме една за секојаш крај на овие злосторнички здруженија. Да живее Македонија! Да живеен македонскиот народ и сите други народи и народности и само сплотени против овие злосторници ќе се избориме за подобар живот, за функционална Македонија. Господ нека ја благослови Македонија и народот во Македонија. Благодарам.